Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Од утре стапуваат на сила мерките за штедење струја. Охридските основни училишта спремни за новата учебна година. Топло добредење на новите првачиња во Дебрца им порача градоначалникот Ногачевски. Хотел Далјан единствен во земјава за развој на инклузивен туризам. Протест на матичните лекари од 5 до 7 септември. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид во првата половина од денот претежно сончево и топло, попладне и во вечерните часови нестабилно со врнежи од дожд, грмотевици и појава за невреме. Максималната дневна температура во Охрид 24 степени Целзиусов. Во четврток над најголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд, грмотевици и локални услови за појава на невреме, врнежи од дожд и на крајниот североисток од Европа. Во останатите делови од стариот континент претежно сончево и релативно топло време. На Балканскиот полуостров утре умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици, локално пообилни врнежи од дожд и појава на невреме, претежно сончево се очекува на поголем дел од Грција, Албанија и Црна Гора. Максималните дневни температури од 19 до 32 степени Целзиусов. Во Македонија во четврток во утринските и предпладневните часови претежно сончево со локална облачност и топло време, попладне и вечерта нестабилно со врнежи од дожд, грмотевици, локално обилни врнежи од дожд и услови за појава на невреме. Обилни врнежи од дожд во вечерните часови и во текот на ноќта четврток кон петок, каде се очекува локално да наврнат и повеќе од 20 литри на метар квадратен. Минималните температури од 10 до 20, максималните дневни температури во Македонија утре од 24 до 32 степени. Во Охрид, во четврток, во првата половина од денот, времето претежно сончево со локална облачност и топло. Попладне нестабилно со пообилни врнежи од дожд, грмотевици и појава на невреме. Кидува и слаб ветер, минималната 15, дневната 25. Во петок во нашиот град времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд, грмотевици и пад на температурите на 24 степени Целзиусов. Во сабота и недела веќе стабилизација на времето. Ќе биде претежно сончево, ќе има локална облачност, ќе биде топло. Минималните од 16 до 13, максималните дневни 25, односно 27 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Devol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Доктор Танжу Шашко, Dent in Aesthetics, вработува доктор стоматолог за работа во општа стоматологија. Работно време од 10 до 17 часот, од понеделник до петок. За сите останати услови, јавете се на телефон 046 25 71 50 и 070 24 90 91.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Поедноставени административните процедури за поставување фотонапонски електрани. Домакинствата и стопанските објекти можат да поставуваат панели без одобрение од општината. Во Охрид не е дозволено да се поставуваат панели на крововите на куќите во стариот дел од градот. Од утре стапуваат на сила мерките за штедење струја. Се забрзуваат процедурите за употреба на фотонапонските електрани. Во пресред на мерките за штедење на струја се поедностави процедурата за нивно поставување во домакинствата и стопанските објекти. Со измените во Законот за градба нема потреба да се вади одобрение од општината да се постават фотонапонските панели како досега. Собствениците на објектите во индивидуална собственост може да постават фотонапонски електрани со моќност од 6 киловати, а на стопанските објекти со моќ до 40 киловати. Охриѓани покажуваат голем интерес за поставување на ваков вид обновлива енергија во последните 2-3 месеци, вели Александар Јовановски, енергетски менаџер од Протерм, регионален центар за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија. Јовановски информира дека граѓаните треба да знаат дека произведениот вишок на електрична енергија не може да го продаваат на евана. Компанијата нема да ја откупува електричната енергија, туку ќе ги пребива произведените и потрошените киловати од сметките за струја. Вие ќе имате вишоци задолжително. Зошто? Затоа што најголемото производство ќе биде во месеците од април до октомври. Ќе имаме зголемено производство, а трошите помалку во тие периоди, грејење немате. И сега од октомври натаму почнуваме да грееме, а сонце веќе имаме све помало. Ќе производивате помалку електрична енергија, меѓутоа усогласеноста со регулативите на 6 месеци, на година дена, евана во сметките да прави порамнување. Во тој случај, она вие што сте го произвеле летниот период, односно влегувате во плюс, сте предале електрична енергија, ќе си ја повлечите за време на зимскиот период. Нема да добивате никакви пари и средства. Министерството за економија субвенционира 15% од вложената сума во инвестиција за поставување фотонапонски централи. Субвенционирање на фотоволтаиците ќе има на принцип прв дојден прв услужен. Јовановски напоменува дека моменталната цена на чинење на инвестицијата за поставување на овие мини централи се движи околу 6.000 евра. Во стариот дел од Охрид не е дозволено да се поставуваат панели на крововите на куќите. Стариот дел на градот, завод и музеј, веќе даде забрана за поставување на такви фотонапонски ќели на крововите ни стариот дел на Охрид, значи останува полето, низината, е така равничарскиот дел од околијата, тие кои што се легални со документи имат одобрение за градба, да може да се постават. Од утре во земјава стартуваат владините мерки за штедење струја по прогласување на кризната состојба за енергетска и топлинска енергија. За граѓаните штедењето на струја е само препорака, а за институциите со конкретни задолженија и санкции за непочитување. Намерата на владата е да се заштеди струја до 15% во грејниот период. Основните училишта во Охрид подготвени за старт на новата учебна година. Радува фактот што годинава е зголемен бројот на запишани првачиња. Лани биле 504, годинава 539 првачиња ќе седнат во училишните клупи. Охридските основни училишта подготвени за старт на новата учебна година. Наставата ќе се одвива со физичко присуство. Утре во училишните клупи за прв пат ќе седнат 539 првачиња. Директорот на основното училиште Свети Климент Охридски, Јордан Пуровски, вели дека за време на летниот период има доволно време да се направат сите подготовки за успешен почеток на школската година. Во нивното училиште се запишани 70 нови првачиња. За најмалите начитки имаме посебна програма за прием на првачина, така да таа програма се надевам ќе им се допадне и на првачината, и на родителите, и на сите нас. Кај нас направивме напори оваа година да предметна настава да се отпочне кабинетска настава, бидејќи правејќи анализата од минатата година видовме доста недостатоци без кабинетската настава. Наше училиште ја има таа можност и оваа година ќе почне кабинетска настава. Директорот Пуровски информираше и за некои мали измени. За учениците од прво до трето одделение наставата ќе започне во 7 часот и 30 минути, додека за учениците од четврто до девето одделение ќе започне вообичаено во 8 часот.
Овие измени се прават со цел растеретување на сообраќајот во стариот дел од градот, објаснува Пуровски. И од основното училиште Григор Прличев велат дека се подготвени во секој поглед за старт на новата учебна година, вклучително и за новите 139 првачиња. Единствено што очекуваат е целосно снабдување со учебници. Процесот на пристигнување на книгите оди забавено. Книги по новата концепција на образование немаме добиено, во оделенска настава имаме добиено за трето оделение и во предметна настава имаме добиено само дидактички и работни материјали. Во очекување сме, најава има од Министерството дека ќе го решат проблемот до почетокот на учебната година. И останатите основни училишта од градот за телевизија ТМ потврдија дека се подготвени за стартот на новата учебна година, а општината Охрид ќе додели по 3000 денари за секој запишано прваче на територија на општината. Министерството за образование и наука упатува апел до раководствата на основните училишта да ги подигнуваат материјалите за учење и учебниците од просториите на општините и да организираат нивна распределба и доделување на учениците на првиот училишен ден. Дистрибуцијата на новите материјали за учење кои ги подготви Министерството за образование и наука во соработка со Бирото за развој на образованието, наменети за учениците од прво, второ, четврто и петто оделение за предметите за кои се изготвени нови наставни програми, е во тек, велат од МОН. Учениците нема да добијат скрипти, туку материјали кои се квалитетни, креативни и го разработуваат наставниот материјал за првото тримесечје, соопштуваат од ресорното министерство. Во меѓувреме во тек се постапките за одобрување на новите учебници за овие одделенија и наставни предмети. Сите се во различна завршна фаза и етапно ќе бидат заокружувани. Паралелно, до училиштата се врши и достава на учебници по сите останати одделенија: трето, шесто, седмо, осмо и девето одделение. Министерството за образование и наука упатува апел до раководствата на основните училишта да ги подигнуваат материјалите за учење и учебниците од просториите на општините и да организираат нивна распределба и доделување на учениците на првиот училишен ден. Топло добре дојде за новите првачиња во Дебрца. Оваа година за прв пат општината ќе додели еднократна парична помош од по 5000 денари за секое прваче. Пред почетокот на новата учебна година, градоначалникот Ногачевски приреди свечен прием за првачињата, кои од утре, 1 септември, за прв пат ќе седнат во училишните клупи во основното училиште во Дебарца. Посакувајќи им топло добре дојде во светот на знаењата, уште еднаш ја потенцирав нашата заложба дека како локална самоуправа постојано ќе вложуваме во училишната инфраструктура, во наставниот кадар и мотивирани ученици, се со цел учениците во општина Дебарца да бидат меѓу најдобрите. Од родителите побарав своите деца да ги даруваат со голема и неизмерна љубов, бидејќи на тој начин тие ќе можат поуспешно да се справуваат со нивните нови училишни обврски и да се изградат во етички силни и здрави морални личности, кажа градоначалникот Ногачевски. Во оваа пригода на првачињата им беше доделен училишен прибор кој традиционално го донира фондацијата Капинков, собственост на господинот Драган Капинков, бизнисмен од Перт, Западна Австралија. По иницијатива на господинот Зоран Ќосевски, почесен конзул на Македонија во Перт, Австралија, фондацијата Капинков од 2013 година донира училишен прибор за првачињата во Дебарца. Оваа година за прв пат општината за секој прваче ќе додели еднократна парична помош од по 5000 денари, информира градоначалникот Ногачевски. Управниот одбор на Сдруженијето на приватни лекари најави протест од 5 до 7 септември. Меѓу другото, тие бараат покачување на капитациониот бод, воведување електронско здравство и зголемување на цените на приватните здравствени услуги. Министерот за здравство Беким Сали денес им порача дека не го оправдува ваквиот начин на испраќање пораки и подвлече дека сите промени треба да се направат на маса. За пациентите нема да има упати и рецепти од 5 до 7 септември. Матичните лекари со протест на работните места ќе го искажат револтот од неисполнување на нивните неколку месечни барања. Овој нивен чекор во наредните денови се очекува да го зголеми бројот на пациенти во време кога ковид кризата ни оддалеку не е завршена и дополнително да предизвика ширење на истата. Министерот за здравство Беким Сали денес им порача на матичните дека не го оправдува ваквиот начин на испраќање пораки до здравствените институции, поточно до ресорното министерство и
Фондот за здравствено осигурување. Тој подвлече дека сите промени треба да се направат на маса. Не може преку пациенти да се казнуваат и да се бойкотира работа со тоа што се даваат насоки, односно повици за масовно земање на упати и терапии, затоа што 3 дена, 5 дена, 7 дена нема да работат матичните лекари. Мене ми е несфатливо и не го поддржувам овој начин на протест, односно искажување на незадоволство, а незадоволството треба да го искажат на маса, со предлози конкретни кои што реално ќе бидат разгледувани и дискутирани. Ние во изминатиот период од 6 месеци веќе дискутираме. Од управниот одбор на Сдруженијето на приватните лекари на Република Македонија бараат покачување на капитациониот бод, бришење на дестимулативната скала, зголемување на буџети за специјалисти и лаборатории за рурални амбуланти, да не се затвараат ординации на доктори кои сакаат да продолжат да работат над 64 години, ценовниците за приватни услуги да се зголемат за 100% и да се воведе електронско здравство. Министерот Сали Дециден, периодот од 6 месеци е прекраток за исполнување на овие барања. Матичните лекари бараат упатот да не биде принтан, затоа што се трошело хартија, да биде електронски. Ние се согласуваме. Меѓутоа, од збор до реализација, тоа значи дека ние како систем треба да овозможиме и хардвер и софтвер за кој што треба јавна набавка, која што захтева, побарува време за набавување на таква една опрема. Останува да видиме дали за неколку дена надлежните ќе успеат да решат нешто што се провлекува со месеци преку работни групи и дали здравствените власти и премиерот примарното здравство ќе го стават како прва точка на владина седница со конкретни решенија. А за пациентите е важно дека матичните лекари 3 дена нема да работат преку мој термин и нема да издаваат рецепти во периодот од 5 до 7 септември. Хотелот Далјан на брегот на Охридското езеро во собственост на Националниот сојуз на глуви и наглуви лица е единствениот во земјава кој нуди инклузивен туризам. Половина од вработените се лица со инвалидитет, а работен јазик им е знаковниот јазик. Инклузивноста во туризмот не ја представува само пристапната патека, туку комплетната хотелска услуга за лицата со инвалидитет да се почувствуваат еднакви. Хотелот Далјан во Охрид во собственост на Националниот сојуз на глуви и наглуви лица на Македонија е мост помеѓу светот на звуците и тишината. Половина од вработените се глуви лица, распоредени на нетипични позиции за лица со ваков инвалидитет. Ги има кувари, хаусмајстори, градинари и собарици. Тие се единственото место во земјава кои нудат инклузивна услуга за лица со попреченост и каде за комуникација целиот персонал го користи знаковниот јазик. Од четворица вработени во кујната, тројца се глуви лица, хаусмајсторот не е глуво лице, исто така и собарицата. Целиот хотел е прилагоден на таа попреченост да воопшто процесот на работење не представува проблем нивната глувост и нешто што е многу специфично за нашиот хотел што работен јазик на кој што сите зборуваме е знаковниот јазик. Инклузивноста во туризмот не ја представува само пристапната рампа, туку комплетна хотелска услуга за лицата со инвалидитет да се почувствуваат еднакви со сите, а воедно клучна е и работната интеграција на инвалидизираните лица. Да биде обучен, да даде една инклузивна услуга за секоја попреченост посебно, бидејќи келнерот се однесува и има една угостителска услуга, например послужување на ручек за гостин со глувост, за слеп гостин или за гостин со телесна попреченост. Тоа се многу различни работи. Одмаралиштето функционира како самоодржливо социјално предпријатие во собственост на невладина инвалидска организација. Најчести гости, скоро 80% се глуви лица, понатаму слепи и лица со телесен инвалидитет, кои тука се чувствуваат еднакви со сите. Земјава мора да работи на подигнување на општествената свест и интеграција на лицата со попреченост. Акцијачи од неколку балкански земји го расчистуваат просторот во близина на хотел Далјан од отпад и градежен шут. Градоначалникот Кирил Пецаков денеска ги прими акцијашите од Србија, Босна и Херцеговина и Словенија, кои се во неколкудневна работна посета на Охрид.
Тие работат на расчистување на просторот во близина на хотел Далјан од отпад и градежен шут. Градоначалникот Пецаков им се заблагодари за нивниот ангажман и благодарната општествена дејност со која се занимаваат и укажа на неопходноста до крајот на годината да се утврдат потребите на охридските акцијаши, со цел да бидат предвидени средства од општинскиот буџет за наредната календарска година. Во продолжение вестите од светот. Светските лидери му оддадоа почит на Горбачов, човек со исклучителна визија. Рускиот председател Владимир Путин изрази длабоко сочувство поради смртта на поранешниот советски лидер Михаил Горбачов, објави синоќа Кремљ. Последниот советски лидер и добитник на Нобелова награда за мир почина вчера во Москва на 92 годишна возраст, подолга болест, јавија руски медиуми. Други светски лидери исто така му оддадоа чест на Горбачов. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш изрази длабока тага и го нарече Горбачов уникатен државник кој го промени текот на историјата. Американскиот председател Џозеф Бајден истакна дека беше човек со исклучителна визија кој верува во подобар свет, пренесува BBC. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен го опиша Горбачов како водач кој беше достоен за доверба и почит. Последниот советски лидер одигра клучна улога во завршувањето на студената војна и падот на железната завеса. Го отвори патот кон слободна Европа. Русија уште еднаш целосно ја прекина испораката на газ кон Европа, тврдејќи дека се потребни поправи на гасоводот Северен тек 1. Газпром кажа дека рестрикциите ќе траат 3 дена. Русија значително го намали количеството газ што го испорачува преку овој гасовод, но ги отфрли обвинувањата дека на овој начин ги казнува западните земји за нивните санкции поради инвазијата на Украина. Северен тек 1 се протега на 1200 километри под Балтичкото море и ги поврзува рускиот брег близу Санкт Петербург и североисточна Германија. Отворен во 2011 година, преку него максимално може да се испраќаат 170 милиони кубни метри газ на ден. Гасоводот беше затворен на 10 дена и во јуни, наводно исто така заради одржување и моментално работи само со 20% од својот капацитет. Европските лидери стравуваат дека Русија би можела да го продолжи прекинот во обид да ги зголеми цените на гасот кои веќе пораснаа за 400%. Тајван испука предупредувачки истрели кон кинеско беспилотно летало кое синоќа летало над островче во Теснецот веднаш откако председателката Цај Инг Вен рече дека и наредила на војската на Тајван да преземе силни контрамерки против, како што ги нарече, кинеските провокации. Тоа беше првпат да се испукаат предупредувачки истрели во таков инцидент во период на зголемена тензија меѓу Кина и Тајван, кој Пекинг ги гледа како своја територија. Тајван силно ги оспорува тврдењата за суверенитет на Кина. Беспилотното летало се упатило назад кон Кина по истрелите, изјави воениот портпарол. Тајван се пожали на кинески беспилотни летала кои постојано летаат многу блиску до мали групи острови што ги контролира во близина на кинескиот брег, неодамна од островите Кинмен како дел од воените вежби на Пекинг. 3 лица се повредени, од кои едно потешко кога нивните автомобили се излизгале на автопат во Калифорнија. Автомобилите се излизгале откако на автопатот се расфрлале домати од камион кој удрил во заштитна ограда. Камионот се судрил со друго возило пред да удри во заштитната ограда, при што поголемо количество домати се излило на автопатот, пишува Гардијан. Од расфрланите домати се формирал куп длабок околу 2 метри на кој налетале 4 автомобили и се судриле. Представник на полицијата рече дека доматите во комбинација со масло и нечистотија создале опасни услови на патот. Тој изјави дека кожата на доматите на асфалтот е слична на мразот. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата и пријатно.